Амбасадоре, добар ден. Каква е моменталната атмосфера во Украина? Се чувствува ли страв и загриженост помеѓу граѓаните во Киев? Во однос на расположението, морам да признам дека се осеќа одредена загриженост и страв кај граѓаните од евентуална можна дополнителна или поголема ескалација на ситуацијата. Кога велите страв, граѓаните се уплашени, што понатаму купуваат ли повеќе артикли по тамошните маркети и продавници? Никој неќе да живее во можност од нарушување и ескалација на состојбата. Дали дел од дипломатските представници во Киев, во Украина, веќе ја напуштаат државата? Неофицијално имам информација дека некои амбасади се дислоцираат по западни делови од Украина, меѓутоа најголемиот дел од амбасади се уште во Киев и во македонската амбасада во Украина. Сите вработени се на работа, работиме нормално, ние искочивме со 2 соопштенија, мапирани се нашите граѓани. Апелирам и до другите граѓани кои евентуално се во Украина да постапат по нашите соопштенија, кои што се на веб страната на МНР и на веб страната на амбасадата на Република Северна Македонија во Украина и евентуално ако имаат потреба слободно да не контактираат. Бидејќи Македонското министерство за надворешни работи и вие имавте информација, односно повикавте македонскиве граѓани што побрзо да ја напуштат Украина, каква е ситуацијава? Дали македонскиве граѓани го напуштаат Киев, ја напуштаат Украина или се уште се таму? Значи, од 100 наши граѓани кои се во Украина, до сега 13 имаат потврдено дека имаат напуштено. Меѓутоа напоменувам дека ова можеби не е конечна бројка, бидејќи ова се граѓаните кои се пријавиле кај нас. Меѓутоа, тие што се со постојан престој се наши граѓани кои повеќе години живеат во Украина, тука имаат оформено семејства, стопанисуваат, работат, имаат своји недвижности и кај најголем број од нив, барем при контактите што ги имавме, при мапирањето, ни даваат одговор дека во случај на поголема ескалација би ја напуштили Украина. Има ли македонски граѓани кои што живеат во источниот дел на Украина, каде што веќе има ескалација на настаните? Во областите каде што е граничната линија и каде што има ескалација, нема македонски граѓани. Имаме еден наш граѓанин кој што е на периферијата од Донецката област, меѓутоа со него сме во контакт, таму е мирно и нема никакви проблеми. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Голем поздрав од Киев.